Оценките на учениците во дневникот во голем дел се совпаѓаат со оценките добиени на екстерно, што минатиот месец се одржа за матурантите. И во двете средни кочански училишта воглавно се задоволни од резултатите, затоа што големи отстапувања нема. Поединечни несовпаѓања со оценките во дневникот секако дека има, но истите се во мал број. Резултатите, како што знаете, како што беше најавено, пристигна во текот на вчерашниот ден и беа истакнати на огласната табла. Во најголем дел се совпаѓаат со оценките регистрирани во оделенските книги во дневникот. Уште се вршат увидите, а меѓутоа ние сме задоволни од постигнатиот успех. На ниво на училиште 4,07. Денес и утре се рокови за поднесување на приговори. Во училиштето е формирана комисија која што ги прима и ги проследува до Државниот испитен центар. Забележавме дека кај неколку ученици оценката е на самата граница. За еден поен преоѓаат во повисока оценка и се надеваме дека ќе има мали корекции, што само нели ќе биде на задоволство на учениците. Во најголем дел оценките се поклопуваат со оценките регистрирани во оделенските книги. Мали отстапувања секако има, меѓутоа нема да влијаат значително на средниот успех на учениците. Состојбата е слична и во другото средно училиште, и тамо не се забележани поголеми отстапувања со оценките во дневникот, истакна директорот Димче Сребринов. Што се однесува за приговорите, незадоволните ученици може да поднесат најкасно до 10 февруари, па комисија ќе оцени дали истите ќе бидат прифатени или не. Во гимназијата Љупчо Сантов во текот на првиот ден приговори поднеле 15 ученици, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев 2. Во текот на денешниот ден пристигна 15 на приговори, меѓутоа со оглед на тоа дека и денес и утре течат роковите, очекуваме дека ќе има приговори. Учениците знаат како да ги проверат оценките, знаат што направиле и таму кај што сметаат дека има основ за поднесување на приговор, несомнено ќе го поднесат и ќе очекуваме официјалните резултати кои што ќе стигнат во текот на следната седмица. Сега останува испитниот центар да ги објави податоците кои училиштата на ниво на држава биле најреални во оценувањето и каде има најмали, односно најголеми отстапувања на оценките добиени на екстерно и оние во електронскиот дневник.